Еден од главните показатели за развојот на едно општество е потрошувачката на енергијата по глава на жител. Енергијата и нејзиното трошење се многу важни. Токму и тоа беше предизвикот зошто ја правиме оваа приказна. Останете со нас. Дали знаете, дали сте информирани што е тоа енергетска ефикасност? Да. Што превземате конкретно од мерки во вашиот дом за заштеда на енергијата? Прво, изолацијата на куќата е подобрена. Значи, пред некоја година ставивме подобра изолација на куќата. Со самото тоа веќе се подобри и грејењето внатре. А освен тоа, имаме и заштита на електрична енергија. Значи, тоа е првото што преземаме. Дали се луѓето свесни, еве како вас, со луѓето со кои што разговарате, комуницирате, се дружите, дека доколку го направат енергетски ефикасен домот, заштедуваат доста многу средства пред се? Мислам дека голем дел од луѓето со кои што се дружам и кои ги познавам се свесни и преземаат одредени мерки во своите домови. Се надевам дека ќе постигнеме заеднички подобри резултати. Не само ради енергетската ефикасност, него генерално и за заштита на околината на сите нас. Се грееме на пелети. Купивме, бидејќи добила на куќа, купивме за грејење котел, за кој ни дадоа и ни исплатија субвенција имаше, ама пелетите беа 180 лани, ова време ги купивме за зимава, а сега докупивме само 15 по 240 денари. Енергетската ефикасност има многу придобивки. Една од клучните е намалувањето на стакленичките гасови, секако заштита на животната околина. Што ви пренесуваме во истражувањето кое што го направивме денес во приказна, погледнете. Енергетска ефикасност представува извршување иста или поголема низа активности со иста или помала количина потрошена енергија, електрична, топлинска, светлосна, кинетичка и со помала емисија на јаглеродиоксид во атмосферата. Меѓународниот панел за климатски промени ја дефинира енергетската ефикасност како обратно пропорционална на енергетската интензивност. Енергетската ефикасност не треба да се смета за заштеда на енергија. Поточно, заштедата секогаш подразбира одредени откажувања, додека ефикасната употреба на енергија никогаш не ги нарушува работните услови и животните услови. Истражувањата за климатските промени укажуваат дека тие во следните 50 години ќе предизвикаат значајни ефекти врз неколку економски сектори во кои е и енергетиката. Борбата против негативните ефекти на климатските промени е можна само доколку луѓето се подготвени да прифатат крупни промени во начинот на сопственото живење. Ние трошиме многу повеќе ресурси отколку оние кои што природата може да ги, зборам за природните ресурси, отколку оние кои што природата може сама да ги обнови. Електричната енергија е најсовремен и најсофистициран извор на енергија која денеска масовно се користи. Вообичаено е да се добива преку соодветен приклучок кон најблиската електроенергетска дистрибутивна мрежа и истата да се користи според потребите на комерцијалните и некомерцијалните објекти. Фактите зборуваат дека најголемите количини на произведена електрична енергија денес се добиваат преку согорување на фосилни горива како што се јагленот, нафтата и природниот газ. За жал, покрај производството на електрична енергија, ваквите електрани се и главен извор на загадувачи на човековата околина и тоа во форма на пепел, кај јагленовите електрани, микроскопски честички и штетни гасови, така наречени greenhouse gases, GHG, меѓу кои најраспространети се CO2, CO, SOX и NOx. Емисијата на овие гасови е главна причина за појавата на така наречени кисели дождови, глобалното затоплување, значителни климатски промени и слично. Потрошувачката по човек изнесува некаде 1,1 во домаќинството, значи за одржување домаќинството, 0,8 за превоз, тоа се изразено во тони на еквивалентен јаглероден диоксид. Пота 0,7 за храна и 0,8 за други потреби. Значи, домаќинството исто така еден голем потрошувач и треба да се вливава тука да се направат напори да се намали. А најголемиот начин
на смалување на овој карбонски отисок, што представува индикатор за загадувањето на околината, е промена на начинот на живеењето. Зелената агенда ќе има значајна улога во поглед на постигнувањето на јаглеродна неутралност. И тука зборуваме за она дали е тоа хидропотенцијал, дали се сончеви денови, инаку зелената инвестициите како ќе придонесе до намалување на јаглерод диоксид и испуштање во атмосферата, инаку само некои бројки кои ако може така да се споменат, што да очекуваме некаде за 80.000 тони за намалување на CO2, токму преку вакви мерки, зголемување на 10 мегавати, поставување на нови фотоволтаици, така да сето тоа оди во тој сегмент. Велам дека е тоа глобален фонд во кој што ние сме дел од сето тоа и тоа е можност да направиме еден брз развој, ако може да кажем толку, во овој потенцијал од кој што го имаме, а пред се сме фокусирани, нели, зборуваме за намалување на CO2, знаеме дека во тој дел до 2030 на ниво на Европска Унија е зацртано дека 55% треба да се намала, додека до 2050 година европскиот континент треба да има нула емисии. Поради овие причини, а и заради подобрување на вкупната мешавина од енергетски извори, во последните децении особено внимание се посветува на така наречените обновливи извори на енергија. Кај да се знаеме дека кога зборуваме за прачки имаме се случува пред се со прикроењето на лозовите и овошните насади. За жал тоа најголем дел се спалува или ги користат барем во лозарството за печење на ракија дома, што би се рекло. Така да во делот кога зборуваме за слама, гледаме сега што ни се случува во Кочани, токму во овој период, каде што земјоделците вршат палење на токму на сламата. И да напоменеме што сето тоа се прави и кој е потенцијалот. Токму во Кочани има многу добро направена фабрика која што е дел од локалното предпријатие на општината, каде што дел од сламата треба да се претвара во хумус и потоа да се користи за џубрење на нивите или на одредени култури. Потенцијалот го имаме, секако дека треба да се работи на тоа, зголемување на свеста и би рекол дека во последните години придонесе за искористување на ваква биомаса која е потенцијал за пожари во планините или пак во такви подрачја. Со појавување на фабрики за правење на пелети, тие помогнаа за да го собираат токму таквиот ситни гранки, да кажем, кои што дали при кроење, дали при сечење или пак сами од себе што отпаѓаат, дадоа еден значаен придонес и покажа интерес дека сакат да се вклучуваат во едни вакви активности. Исто така само како биомаса зборуваме дека можат и се повеќе се користи зелена биомаса во делот и на производство на електричната енергија. Знаеме дека кај нас веќе имаме две такви инсталирани капацитети кои што тоа може да го работат. Така да во делот на она глобалното зачувување на воздухот, на водата, има потенцијал кај нас и во тој сегмент, но морам да кажем искрено дека не е доволно искористен. Најдобар начин за смалување на карбонскиот отисок, тоа е поим кој што го одразува индикаторот за загадување на околината, е да го промениме на својот начин на живење. За илустрација, просечното смалување на еквивалентниот карбон диоксид изразена во тони изнесува најмногу од 2,04 за живот без автомобил. Понатаму на таа листа се користење на електрични автомобили, еден лет помалку со авион, потоа користење на обновлива енергија за нашите ресурси, користење на јавен превоз, реновирање на домот, енергетски ефикасен да биде, веганска исхрана, користење на топлотни пумпи за загревање на домот, подобра опрема во кујната, да се смени начинот на решоа и шпорети и така натаму, и греењето на обновлива енергија. Употребата на обновливи извори на енергија представува ефективен начин за диверсификација на енергетските извори, за редуцирање на зависноста од нафта и јаглени газ и е една од најсигурните мерки за намалување на емисиите на загадувачки супстанции и подобрување на стабилноста на системот за снабдување со енергија. Субвенциониране на извори на енергија кои што се од обновлив карактер. Значи, а тоа се сончеви колектори, фотоволтаици,
користење на биогаз, се повеќе, значи, фотоволтаичните централи никнуваат низ целата наша држава, тоа имаме среќа. Меѓутоа, еве се градат и биогасни централи кои што го користат ѓубривото како кое што е нус продукт на животинските и фарми и другите нус продукти за производство на газ кој што ќе се користи за производство на електрична енергија. Исто така би напоменал дека преку UNDP исто имаме по течението на реката Брегалница, веќе работиме на feasibility студии, се со цел да видиме каде се можните потенцијали, дали евентуално би се направиле мали брани за зголемување на површините за наводнување, потоа насипи за да не дојде до поплави и евентуално за обновливи извори на енергија, односно користење на водата за создавање на струја, односно хидропотенцијалот. Енергијата од обновливи извори се користи за сите енергетски потреби: производство на електрична енергија, транспорт и загревање или ладење на објектите. На овој начин енергетската ефикасност придонесува за намалување на емисиите на стакленички гасови и поквалитетна животна средина, намалување на ризикот од разни болести предизвикани од штетни материи резултат на енергетското производство, намалување на побарувачката за увоз на енергија, намалување на нашите трошоци на ниво на домаќинства и економија, зголемување на примената на обновливи извори на енергија, намалена потреба за енергетска инфраструктура и зголемена енергетска безбедност преку намалување на увозот. Од февруари 2005 година се применува протоколот Киото, чија цел е намалување на емисијата на штетни гасови и спречување да се создаде ефектот на стаклена градина. На почетокот овој договор го поддржаа 38 индустријски земји кои се обврзаа за периодот од 2008 до 2012 година да ја намалат вкупната емисија на штетни гасови за 5,2% во споредба со 1990 година. Во последно време се почесто се срекаваме со терминот енергетска ефикасност. Што всушност опфаќа? Што значи енергетска ефикасност? Кога збориме за енергетска ефикасност, се подразбира рационално трошење на енергијата. Под рационално трошење на енергијата се подразбира инвестирање во уреди, во опрема, која што овозможува заштеди на електрична енергија. Инаку, инвестирање во енергетска ефикасност само по себе подразбира дека е најбрз начин на изградба на нови производни капацитети. Бидејќи доколку се инвестира во енергетска ефикасност, се намалува потрошувачката на било кој, и на електрична енергија, и на природен газ, и на топлинска енергија, и со тоа имаме слободни капацитети, слободни производни капацитети, и токму од тие причини се вели дека тој што инвестира во енергетска ефикасност, така на најбрз и на најекономичен начин инвестира во нови производни капацитети. Ајде сега тоа да го објасниме од аспект на обичен човек потрошувач. Како тоа да го свати како недополнителен трошок, односно како на некој начин заштеда во неговиот домашен буџет? Значи, доколку се анализира потрошувачката на електрична енергија, пред се во Македонија, кај индустриските, кај големите потрошувачи, и секогаш таа била на високо ниво. Но со инвестиции во енергетска ефикасност во изминативе 10 до 15 години, кога велам инвестиции, тоа мислам на опрема, на уреди, кои што имаат значително помала потрошувачка и на електрична енергија и на природен газ. Значи, тоа е главната поента, тоа е суштината. Инвестирањето во енергетска ефикасност подразбира намалување на трошоците за електрична енергија и за природен газ. И вообичаено, за инвестиција во енергетска ефикасност, вложените пари се враќаат за период од 4 до 6 години. Тоа значи дека тоа што сте го инвестирале, ќе го вратите за овој период, а понатака сето тоа ќе представува заштеда. Или, поедноставно кажано за граѓаните, во еден дом, доколку се променат прозорите, кои што се направено многу подобар материјал, на тој начин се
намалува потрошувачката на конкретно на електрична енергија или на топлинска енергија. И значи тоа намалување на потрошувачката, значи помали трошоци за граѓанинот, за потрошувачот, и со тоа ни се ослободуваат дополнителни производни капацитети, значи производителот, нашиот најголем МСМ, му се ослободуваат нови количини на електрична енергија, која што, да речеме, може да ги продава на слободниот пазар на електрична енергија подалеку повисоки цени. Значи имаме на двете страни имаме додадена вредност. Потрошувачот си ги намалил своите трошоци за енергија, за било каков тип на енергија, а од друга страна нашите компании кои што произведуваат или електрична енергија или топлинска енергија, им се овозможува да продаваат вишоци по повисоки цени отколку што би продавале на домаќинствата. Значи и двете страни заработуваат од инвестиции во енергетската ефикасност. Дали тоа не значи дека се намалува комодитетот, бидејќи спомнуваме заштеда и обичен човек тоа знае да си го преведе дека треба да заштеди од некои од своите навики кои што претходно ги имал? Не, значи кога збориме за енергетска ефикасност, тоа значи дека со инвестирање во енергетска ефикасност, еве конкретно домаќинствата ги имаат истите удобства. Истата температура ќе им биде дома, но ќе заштедат енергија бидејќи инвестирале во подобра фасада, инвестирале во подобри прозорци, инвестирале во уреди, во шпоред, во фрижидер, во бољер, кој што троши помалце енергија. Значи, комфорот нема да биде нарушен, напротив, тој ќе си остане на исто ниво, но ќе има заштеди на, еве конкретно на електрична енергија. Истото и кај компаниите, значи со инвестирање во енергетски ефикасна опрема и уреди, компаниите си ги добиваат истото планирано производство, во нивните режими на работа се исти, значи нема никаква промена. Само се заштедува енергија. Кажете ми колку, еве нашава земја со оглед на тоа дека имаме многу сончеви денови. Дали и сончевата енергија може да се искористи во подготвување на фотоволтаици или други пасивни системи кои што на некој начин може да се искористат во поглед на капацитетите за енергетска ефикасност? Значи ние сончевата енергија ја поседуваме и од тие причини во последниве 10 на 15 години се повеќе се инвестира пред се во фотоволтаични панели за производство на електрична енергија, а исто така се инвестира и во колектори, едноставно да се намалат трошоците кои што ги имаат вообичаените домаќинства за електрична енергија заради потрошувачката на бољерите. Така да апсолутно се повеќе и повеќе се инвестира во фотоволтаични панели за производство на електрична енергија од сонцето, и тој тренд, како во изминатиот период се соочуваме со енергетска криза, со зголемени трошоци и за електрична енергија, и за природен газ, и за топлинска енергија, овој тренд ќе расте се повеќе и повеќе. Само конкретен пример сакам да ви кажам, во изминативе 3 месеци Регулаторната комисија за енергетика има издадено лиценци за производство на електрична енергија од фотоволтаици за 30 мегавати инсталирана моќност. Тоа е нешто на ниво како што е нашата последна изградена хидроелектрана Света Петка. Значи, се повеќе и повеќе ќе се зголемува употребата на фотоволтаиците и во наредниот период ќе се даде дозначење на инвестирање на фотоволтаици кај самите домаќинства, бидејќи процедурите во наредниве 2-3 недели целосно ќе се либерализираат и на тој начин самите домаќинства ќе бидат заинтересирани да инвестираат во фотоволтаични панели со цел своите потреби за електрична енергија да се ги задоволат од фотоволтаичните панели, а на тој начин ќе се ги намалат апсолутно и своите трошоци. За крај само уште ова, каква е нашата стратегија за енергетска ефикасност, кои се клучните поенти на кои што сме фокусирани во тој поглед? Значи, ние како држава донесовме нов закон за енергетска ефикасност, кој што е
одобрен од секретаријатот на енергетската заедница во Виена и е целосно усогласен со европската регулатива, европското законодавство кое што се однесува на енергетската ефикасност. Значи, ние мора да инвестираме во енергетска ефикасност, затоа што сме увозно зависна држава од енергија и од енергенти. Ние од домашно производство имаме електрична енергија, а додека природен газ, нафта и нафтени деривати 100% увезуваме. И сега во моментов се соочуваме со реално, рапидно зголемени трошоци и за електрична енергија, и за природен газ, и за топлинска енергија, и стратегијата на државата мора да биде во насока на давање повластици на тие што инвестираат во енергетска ефикасност, бидејќи на долг рок, на тој начин ние ќе се зголемуваме својата енергетска независност. Колку повеќе ги намалуваме трошоците за увоз на природен газ, на нафта и нафтени деривати, толку ќе си ги подобриме условите за работа и на пред се на македонските компании. Градбата на објектите, новите градби на објектите, за нив е особено значајно како ќе биде поставеноста, особено ако се има услови за убава поставеност кога станува збор зголемување на енергетската ефикасност. Тој дел од градбите спаѓа во делот на архитектонското решение и во архитектурата постои една цела област која можеме да ја преведиме нискоенергетска архитектура. Вообичаено го следиме релјефот, ако е дозволено. Објектите со прозорите ги поставуваме на југ, но така да во летните периоди сончевите зраци паѓаат на покривот, а во зима, кога сончевите зраци паѓаат пониско, да паѓаат на прозорите. Од страната, на северната страна, најчесто се поставуваат материјали кои абсорбираат големо количество од енергијата во просторот. Постојат неколку концепти како да се зголеми енергетската ефикасност, особено на новите објекти. Можеме да одиме со така наречен традиционален концепт со екоградби, каде што се користат природни материјали или нивни композити кои се вградуваат во градбите, значи во сите делови од објектот, и најчесто тие ги нарекуваме екоградби. Но со експлозивниот развој на нови материјали, нови технологии кои се и енергетски ефикасни, но исто така и еколошки, денеска се повеќе се применуваат модерни, значи градење на модерни згради со модерни нови материјали. Тие се вклучени од покривката, од покривот на зградата, па се до овивката, до внатре, до изолациите, но не смееме да го занемариме и оној дел што значи примена на обновливи извори на енергија, односно дополнување на зградите со извори на електрична енергија или пак на топлинска енергија. Сите овие концепти ни прават да имаме една модерна зграда која ќе ни даде удобно живење од една страна, од друга страна тоа значи потрошување на поголемо количество енергија, но ако произведува, балансот на електричната енергија и на другите енергенси би била приближно еднаква на нула. Ние следиме еден голем тренд на зголемување на енергетската ефикасност на постоечките згради, па и кај нас во Македонија. Значи, многу често се менуваат прозорите со специјални стакла кои имаат повеќе слоеви, кои имаат и звучна и топлинска изолација, исто така овивките, фасадите на зградите се менуваат, па исто така вратите, влезните врати, и тоа значително ја зголемува ефикасноста на објектот, особено ако се менува и кровната конструкција. Но осебен сегмент треба да се даде, или осебен значај треба да се даде на
реновирањето на објектите кои се од културно или национално значење кај нас. Таму не можеме да правиме драстични промени при реновирањето, туку напротив мора да се користат материјали кои се приближно исти со оние од кои била изградена зградата. Таму најчесто се користат прозори, уште еден слој на прозори, се прави вентилација, се менуваат грејните тела да бидат слични на тие претходните, но сепак да бидат енергетски ефикасни. Едноставно го зачуваме интериерот и надворешноста на објектот. Секако дека може, значи предност имаат сончевите пасивни системи. Реално тоа се системи кои ни оддаваат енергија, најчесто топлина или светлина, а при тоа не произведуваат електрична енергија. Значи тука е природната вентилација, да кажеме, потоа природниот пат на водата по пат на гравитација. Тука е сончевата светлина, поставувањето на прозорците во ориентација која најмногу одговара на објектот и на релиефот на просторот или да кажеме на земјата на која се наоѓа објектот, но во поново време се користат така наречени светловоди. Тоа се пасивни системи кои се проектираат уште во градбата на објектот, како тунели кои ја пренесуваат светлината во делови од објектот каде што нема доволно светлина. Па кога зборуваме за светлосни тела, повеќе разборуваме за светилките или сијалиците, како ние традиционално ги нарекуваме. Од нивното измислување и практична примена кон крајот на 19-тиот век до сега, сијалиците или светилките го промениле и обликот, и структурата, и материјалите, видот на светлината што ја зрачат, што ја емитираат, нивната бранова должина. Денеска, па и нивната ефикасност, да кажеме. Значи, знаеме дека ако некојаш ефикасноста била 5%, сега имаме значително зголемена ефикасност кај LED светилките. Според мене, LED светилките го носат приматот во овие примена на енергетски ефикасни светилки. Тие овозможуваат да имаме светлина во затворени простори кои е многу приближна до природната светлина, но не смееме да заборавиме дека е многу значајна и автоматизацијата на светилките, односно на осветлувањето. Значи, во просторијата треба да има толку светлина, толку количество светлина колку е потребно таа просторија да се користи за намената за која е предвидена. Исто така што е многу значајно и што многу тренд во последно време се користат така наречените оптички или паметни завеси кои се поставуваат на прозорите и со автоматизација и со сензори, значи во просторијата може да влегува само толку светлина колку што е потребно за осветлување и секако делумно за загревање или ладење. Македонија има стратегија за подобрување на енергетската ефикасност и примената на обновливите извори на енергија. Сведоци сме дека секојдневно слушаме за нови и нови мерки, дали се владини, дали се научни мерки, кои се носат како да се зголеми енергетската ефикасност, а со тоа да се намали потрошувачката на електрична енергија, особено во време како што е денешното, каде што навистина ни недостасува енергија, односно ние сме земја која реално е зависна од другите земји за добивање на електрична енергија. Последниве неколку години зборуваме за примена на обновливите извори на енергија. Веќе знаеме најголем, да кажем, исчекор се прави во примената на ветерната енергија. Го имаме паркот во Богданци, сега се градат уште 2 помали ветерни парка. Сведоци сме дека имаме големи инвестиции во големите фотоволтаични системи кои се над 1 мегават. Но за мене вистинското искористување на фотоволтаиците и воопшто на сончевата енергија, независно дали е за производство на електрична енергија или за топлинска енергија, ќе дојде кога
ќе можат домакинствата на своите индивидуални објекти или на зградите за живење, на фабриките да се инсталираат мари фотоволтаични системи. Затоа што се уште најефтино и најисплатливо е кога еден фотоволтаичен систем, енергијата што ја произведува се користи за сопствени потреби. Секое пуштање на електричната енергија во мрежа веќе го продолжува векот на враќање на инвестицијата. Многу е важно потрошувањето на енергијата по глава на жител, односно потрошувачката по глава на жител. Да видиме каква е состојбата во Македонија токму на ова прашање. Мерките за енергетска ефикасност имаат за цел да ја намалат потрошувачката на електрична и топлинска енергија во домакинствата и да ги зголемат удобноста и квалитетот на животот на луѓето. Секој граѓанин може да троши енергија на ефикасен начин, со што ќе заштеди пари и ќе придонесе кон намалување на загадувањето на воздухот. Со користењето на енергетски ефикасни технологии во домовите, како што се прозори и врати со висока енергетска ефикасност, материјали за термичка изолација и системи за грејење и ладење, семејствата може значително да ги намалат годишните трошоци за енергија, да ги одржуваат куќите или становите топли во текот на зимата и да имаат комфор за време на најстудените денови, но и да имаат ладење во текот на летото. Свесноста за улогата на климатските промени од најмали нодзе е многу важна. Прво и како основно, можеби јас не сум како едукатор, како професор, би го ставил образованието на прво место, едукацијата на населението. До предизвестно време не е тоа многу, можеби се десетина години воопшто не знаеме што се тоа климатски промени. Единствено знаеме, се радуваме дека ќе дојде топло и се среќни и задоволни. Меѓутоа, за лошите последици кои што значат како резултат на ова затоплување, не сме биле свесни. Така да едукацијата на населението од мали возраст, значи уште од основно, средно и така натаму е многу значајна. Еден од главните показатели за степенот на развој на едно општество е нивото на потрошувачка на енергија по единица жител. При тоа, за да се оцени нивото на развој на едно општество или држава, не е доволно да се анализира количината потрошена енергија по жител и истата да биде што е можно поголема. Напротив, многу е важен начинот на користење на оваа енергија изразен преку коефициентот кој покажува колкав е приносот на бруто домашниот производ по единица потрошена енергија од жител. Овој коефициент всушност го дефинира индексот на ефикасност во користењето на енергијата во општеството. Нерационалното користење на енергија, особено во услови на ограничени енергетски ресурси и нивна висока пазарна цена, најчесто доведува до сериозни проблеми во економијата, дури и кај високо развиените земји. Статистичките податоци покажуваат дека економско развиените земји и богати со енергенци годишно трошат помеѓу 5 до 10% од домашниот бруто производ, додека енергетски сиромашните земји, земјите во развој, трошат многу повеќе, односно дури и до 50% од БДП за задоволување на вкупните енергетски потреби на своето население. На второ место би го ставил мерките кои што може државата да ги превземе на државно ниво. А тоа се планирано искористување на шумите, зголемување на површините со зеленила, значи да не се урбанизира целиот простор, туку тие да бидат во значителен обем за да може да го прочистат воздухот. Според статистичките податоци, нешто повеќе од 50% од куќите и колективните стамбени згради во Македонија се изградени пред 1980 година. Најголем дел од стамбените објекти во земјава немаат термичка изолација, додека последниве години има тренд на замена на стари прозори и врати со нови енергетски ефикасни. Во енергетскиот биланс на Македонија секторот за домување зафаќа околу 40% од потрошувачката на електрична енергија. Затоа неопходно е да се имплементираат мерки за енергетска ефикасност во секторот домување, бидејќи токму тука постои голем потенцијал за заштеда на енергија и пари. Зголемувањето на ефикасноста при користењето на енергенсите, вклучително и електричната енергија како најсофистициран енергетски извор, зазема значајно место во современите енергетски трендови. Зеленото финансирање е исто така еден сегмент кој што укажува на заштита на околината, намалување на карбон диоксид, односно на јаглерод диоксид во околината, и тоа се повеќе едно
прашање кое што е доминантно и доминира во многу повеќе дискусии, што секако е добро. Она што би го рекол дека кај нас ние како мерки што ги превземаме во делот на зелените инвестиции и зелено финансирање, преку нашите програми да напоменеме дека оваа година само во вистина некаде околу 350.000 евра ќе се поделат 75 фотоволтаици кои ќе бидат поставени на бачила, значи таму кај што и нема струја, но таму кај што ќе се овозможи и подобри услови на самите луѓе кои стопанисуваат со овие бачила или одгледувачи на овци, тоа е конкретно. Подобрувањето на енергетската ефикасност придонесува за јаглеродно пребивање. Токму и затоа многу се важни проектите за обновлива енергија и компаниите фокусирани на одржливи опции за инвестиции. Убав пример за позитивна промена во употребата на обновливи извори е Empire State Building, која се напојува со електрична енергија од ветер. Крсте, Миропа и Томо со своите семејства живеат во скопската населба Лисиче, каде мерењата на загаденост на воздухот покажуваат дека е меѓу најкритичните во Скопската котлина. Па овдека живеам јас од 1977 година. До сега, прво на почетокот имаме на струја нешто, отпосле на дрва и 35 години на ќумур и на дрва комбинирано. Имав печка од Врењанин, тие беа од српски некој Зрењанин, на цврсто гориво и користев долго време и ќумур. Јас им благодарам на комшиве што не ми замерија многу тоа чадеше, па се сменив на дрва комбинирано така и тоа веќе испадна неизворливо. Моите деца кога се раѓаа, јас користев цврсто гориво и чадев тука. Значи, после тоа реков, доста е, јас отидов во пенсија како просветител, сум учител и не можам повеќе да слегувам долу и така натаму, комшиве веќе трпението е до крај и тие зачадуваат тука, има некои печки своји, само јас бев, мислам, како раководител на чадењето. И тоа не можеше вика да се покрие колку да внимаваш, трошев ќумур трошев околу 5-6 кубици, во кубни метри е тој, а дрва 13-14 кубици, за да ги стоплам вака спратовите горе. Живеам во населбата Лисиче, а живеам во, еве да го кажеме, во стан поранешна барака, што со стари прозорци, врати, кои не се менувани досега. Мерките за зголемување на енергетска ефикасност на домовите се неопходни за да на таков начин се придонесе и кон намалување на загадувањето на воздухот. Една таква мерка беше спроведена преку UNDP во партнерство со град Скопје и Министерството за животна средина, финансирана од владата на Шведска во 2020 година, а се однесуваше за избор на домаќинства во населба Лисиче, кои беа поддржани со грант во висина до 10.000 американски долари. Ставивме две клими. Едната е од наша инвестиција, едната е од UNDP. Ги пробавме пред да почне фасадата. Ги ставивме. Беше прилично добро, а сега мислам дека составањето на фасадата ќе биде и одлично. Претходно се топлевме на дрва. Претходно се затоплувавме со дрва, со дрва нормално на печка и сега од кога веќе се поставуваат и се поставија прозорците и вратите, грејното тело уште во септември го изфрливме од тука и сега се затоплување, просторите ги затоплуваме со клима уредот. Енергетско ефикасен дом значи и поголема заштеда во семејниот буџет на подолгорочно време. Тоа веќе сега не игра улога, затоа што јас многу пари давав по цврсто гориво, по дрва, па чекај го некогаш ќе нема материјал и ќе тактизираме, сега сме со мало дете
и ова во континуитет оди. Ова е благодет за мене сега. Значи цената е тука некаде, не е тема сега цената кај мене. Затоа што е тука некаде, а топлината е во континуитет. Значи дури неверојатно, рамен сум на парново што е во градов. Единствена температура кога ќе се спушти горе, ќе се уклучи, ќе се изедначи тука, се враќа на нормала и се исклучува и тоа е убаво. Инвестициите во енергетска ефикасност може да ја намалат потрошувачката на енергија и трошоците на семејствата со ниски примања во земјава, како и да го подобрат нивниот, но и животот на сите нас, гледајќи од аспект на природната средина. Во последно време сведоци сме, односно се среќаваме често со термините обновлива енергија. Токму затоа денес во артикулација ќе се обидеме да пренесеме некои од овие поими. Сонцето е примарен извор на енергија на земјата. Сончевата енергија може да се користи за добивање топлинска или електрична енергија. Можни примени на сончевата енергија: во домаќинствата за грејење вода, за гревање простории, електрична енергија за различни намени. Во земјоделството за сушење овошје и зеленчук, за гревање стакленици и пластеници, за гревање вода за различни потреби. Во индустријата за загревање вода и простории, добивање електрична енергија и примена во работните процеси. Биомасата представува која било органска материја што може да се искористи како извор на енергија. Постои биомаса од земјоделството, како слама, сено, прачки, зелена биомаса. Од шумарството, дрво и остатоци од дрво. Индустријата. Остатоци од дрвната индустрија, индустриите за преработка на храна. Од домаќинствата. Отпад, остатоци од храна. Биомасата може да се користи за добивање биогаз, биогориво за производство на брикети и пелети. Геотермалната енергија се користи илјадници години. Се извлекува од земјината топлина и може да се користи за производство на топлина за ладење или за електрична енергија. Топлинските пумпи ја извлекуваат топлината од плитките геотермални флуиди, од амбиенталниот воздух или водните ресурси, трансферирајќи ја како извор на топлина. Топлинските пумпи се ефективен начин на зафаќање на земјината или амбиенталната топлина за употреба во домовите или другите објекти. Енергијата од ветерот може да се користи за добивање електрична или механичка енергија. Електричната енергија може да се применува за различни потреби во домаќинствата, во земјоделството или во индустријата. Ветерниците за добивање механичка енергија се користат за испумпување вода за наводнување, за одводнување на поплавените земјоделски површини, за спроведување на водата по канали и слично. Хидроенергијата се добива преку искористување на движењето на одредено количество вода. Хидротехнологиите ја претвораат потенцијалната енергија на водата во електрична енергија. Малите хидроцентрали се дефинирани како хидроцентрали со капацитет помал од 10 мегаволти и се особено корисни за производство на електрична енергија во изолирани региони. Имајќи предвид дека потенцијалот за изградба на големи хидроцентрали е веќе искористен, во последните години малите хидроцентрали се во фокусот како начин за натамошен развој. Од она што ви го презентиравме, може заеднички да заклучиме дека енергетската ефикасност е многу значајна и за нас самите, но и за нашата околина. Довидување до следната приказна.